Од улиците на Гостивар, каде што соништата честопати изгледаат поголеми од можностите, започнува приказната на еден млад човек кој одби да прифати дека географијата ја одредува судбината. На само 30 години, Локман Муслиу не зборува само за успех, тој зборува за ризик, за неизвестност, за ноќи поминати во дилема дали сонот вреди повеќе од сигурноста. Од мал град во Македонија, кој воопшто не е на мапата на IT светот, до Далас во Тексас, неговиот пат не беше праволиниски. Беше исполнет со падови, одлуки што менуваат живот и моменти кога единственото што го имал била вербата дека може повеќе. Компанијата Lucky Media денес има седишта и во Македонија и во Соединетите Американски држави, но зад неа стои приказната за напуштање на комфорт зоната и прифаќање дека успехот е можен само со многу работа и преземање ризици. Приказната за тоа како овој млад човек од Гостивар реши дека дигиталната агенција Lucky Media нема да остане локална и мала фирма, туку ќе стане глобален играч, Локман ни ја раскажува токму во Гостивар. Ние сме дигитална агенција што е фокусирана во веб развој и се специализира на комплексни дигитални решенија за многу компании во САД и некои во Западна Европа. Ние со седиште сме во Далас, во САД и во Гостивар, кај што сме сега. Нашата работа е повише со IT компании што се во бизнис стартапи или што работат со интернет решенија или нешто слично. Lucky Media почна како локална компанија во Гостивар и претежно имавме клиенти од бирекол од Западна Македонија. Во 2019 ми имав преку Америчката амбасада бев дел од една програма во Чикаго, кај што имав искуство со многу големи компании, со луѓе кои беа инволвирани во IT секторот во тоа време. И штом се вратив овде, идејата беше ние да работиме со клиенти во Америка, пошто како дел од таа програма гледав како е работата таму, како идат работите и тоа ми беше многу поатрактивно него локалниот маркет овде и со тоа идеја, значи ние почнавме да работиме таму. После поради бирократија, значи после 6 месеци ние работивме како македонска фирма во Америка. Поради бирократија и што требаше да чекаме многу, значи или за фактури или за други работи, ние значи тогаш одлучивме да отвараме седиште и компанија таму и да имаме повише опции за проекти и за други работи со седиште таму. По стекнатото искуство на два комплетно различни пазари, Локман јасно ги прецизира разликите меѓу македонскиот и американскиот пазар. Две економии, две деловни култури, два различни начини на размислување, но и во двете можности за оние кои знаат како да ги препознаат. Ризиците не се толку големи како што се во Америка. Например, кога почнуваш еден стартап во Америка или во Западна Европа, имаш поголеми трошоци и сите тоа и ако одиш во банкрот може да ти значи тоа дека утре си без куќа или не знам без персонални работи. Кај нас тој ризик е многу помал. Тоа е сега и добро и лошо, пошто економијата не е кај што треба да биде, но тоа нас ни овозможува, значи, да ризикуваме повише. Во почеток сме имале неколку месеци кај што сме биле без работа или слично, значи тоа ти како би рекол како граѓанин на ова држава ни дава повише опции да менаџираш со тие ситуации и мислам дека ако бевме во иста позиција во Америка, значи ако си неколку месеци без работа, може слободно да затвориш. Предностите се дека си секогаш со најпредните технологии, може да работиш со најновите технологии и мислам дека американците како народ секогаш сакаат да бидат пред од другите народи, значи тоа е и кај нашата работа, значи секогаш сакаат најдоброто и секогаш сакаат тие да бидат, значи во крај на тоа што е последно во технологија.
И како млад тоа ти дава и можност и опција ти секогаш и сам себе да работиш во тие технологии, да имаш искуство со тие технологии, но и за другите околу тебе, како мојот тим или тие што работат со нас. Стручниот тим на компанијата лоциран во Гостивар е специјализирана за Laravel, Statamic и современи фронт-енд технологии, алатки кои се високо барани на американскиот пазар. Токму овие технологии им отвараат врати кон широк спектар индустрии, од стартапи и SaaS компании до e-commerce и корпоративни системи, овозможувајќи им да работат на комплексни и високо вреднувани проекти. Но тоа носи и одредени предизвици, меѓу кои и така наречениот Balkan Price, перцепција дека квалитетната услуга од овој регион мора да биде пониско вреднувана само поради географската локација. Локман има решение и за овој предизвик. Тоа ние го викаме the Balkan Price, сите компании во Америка мислат дека кога ќе работат со балканска компанија, тоа значи дека се ефтини. И тоа беше нашата прва, да викам, прв конкретен проблем што сме го имале како компанија и е како да излегуваме од тој склоп, дека ние не сме ефтини, дека нашата работа е исто како нека работа на нека агенција што го прави во Лондон или Њу Јорк или во другите градови. Да дојдеме до тука, треба да се специјализираш, треба да бидеш експерт во некои струхи и јас мислам дека тоа јас би рекол дека тоа е најголемиот хендикеп, е дека има многу голема прерасуда за балканските фирми дека ако сме од овде мора да бидеме ефтини. Тоа се надминува, ние како компанија се фокусиравме само во неколку технологии, се правивме експерт во тие технологии, со многу време, со искуство, со клиенти, се инволвиравме многу во нивните комунитети и тоа мислам дека не стаи во една позиција ти да бидеш експерт во тоа технологија, пошто во денешниот ден, знаеме, ние има милион програмери и сите си конкурираат со цена. Ако не сакаш да се конкурираш со цена, треба да се конкурираш со експертиза, да дојде работа тие да те барат тебе, не ти да ги бараш нив. И јас би рекол дека ние сега како агенција сме во таа позиција кај што више ние не бараме работа и би рекол дека нашето портфолио тоа го прави за нас последното време. Друга важна лекција која може да се научи од Lucky Media е дека секогаш ги вработуваат најдобрите кадри. Тоа им овозможува да се работуваат пак со најдобрите во индустријата. Овој модел можеби е потешкиот пат до успехот, но доследната посветеност на квалитет без компромиси секогаш носи резултати. Можеби секоја недела имаме презентации во ова канцеларија, кај што или зборуваме за нови технологии или нешто ново што сме научиле. Тоа го правиме веќе многу години, тоа се случува, периодично се случува, но тоа е како цел. Второ е документација, се ново што се научи, се документира, имаме интерна платформа кај што си документираме се и се што сме научиле. Тоа е добро, пошто за новите што доаѓаат во тим веќе имат една датабаза на се што се работи овде, нашиот начин на работување, нашиот процес. И би рекол дека тој дел ни помага многу за нас како тим, да бидеме секогаш напред со овие технологии. Во средина каде што сигурноста се става пред амбицијата, а стабилната работа се смета за најголем успех, одлуката да ризикуваш бара многу повеќе од добра бизнис идеја. Бара храброст. Кај нас менталитетот не учи да играме на сигурно, да не излегуваме од рамките и да не скокаме во непознатото. Но токму излегувањето од таа зона на комфор е моментот кога започнува вистинскиот раст. Да, јас мислам дека ние како општество менталитетот е секогаш да имаш сигурна работа. Јас доаѓам од семејство што има вработени во државни работи. Таткото ми е професор, мајката ми е медицинска сестра и јас сум бил во тој менталитет дека да си во сигурна државна плата е добро.
Но јас мислам дека штом го надминав тој проблем, дека само со ризик може да соработуваш, мислам дека тогаш и почнаме да гледаме малце успех. Сега ризикот би рекол дека ризикот е дел од животот. Ние никогаш не знаеме што ќе се случи. Истото е во бизнис. Ако не се зема ризик, не можеш да гледаш успех. Јас би рекол дека и да земаш ризик и да не успееш, исто така е успех, пошто си се трудил. Значи, некој што никогаш не се труди, не знае како е да се трудиш. И јас и со помлади кога зборувам сегаш, викам дека подобро да грешиш 100 пати, него да не пробуваш никогаш. Да се живее и истовремено да се води глобален бизнис од локална средина како што е Гостивар, носи своји специфични предизвици. Долгите бирократски процедури, пристапот до таленти, инфраструктурата и перцепцијата на странските пазари се само дел од нив. Муслију гледа надеж во зголемување на бројот на дигитални услуги во земјава, како и олеснување на бирократските процедури за основање фирма кои за младите се доста одбивни. Гледам добар прогрес во услугите што се би рекол во дигиталните услуги. Неколку услуги сега можеш да ги направиш онлайн. Јас мислам дека да ги извадиме овие бариери што ги имаме ние како компании, значи да може да се дигитализираат повише работи, за да не треба да одиме низ канцеларии, да чекаме ред или да побараме некој што го знаеме, да ни помога за нешто многу тривијално како е, значи, иако е нивна работа. Јас би рекол дека овие административни проблеми, ако се решават, мислам дека ќе им помага на сите, значи да биде многу полесно и би рекол малце поинтересно да отвараш фирма. За сега отварањето фирма е уште многу традиционално и не е баш би рекол интуитивно за младите. Во локално ниво би рекол дека има простор за повише проекти на овие насоки, значи или хакатони, значи за младите да поработуваат, значи во нови идеи. Тие хакатони може да бидат секоја година или не знам секои 2 години. Мислам дека повише организации во тој дел, значи младите да бидат инволвирани со нови идеи, да дискутираат во тим и тимска работа, мислам дека ќе ни помага нас како општество сите заедно да одиме напред. Ова е модел што го гледаме и во Silicon Valley или во големите градови. Иселувањето на младите, желбата да работат за странски компании и недостатокот на мотивација се големи предизвици со кои се соочува целата земја. Единствениот рецепт за оваа хронична болест се уште не постои. Мотивот на Локман за успех пак, вели тој, е типично балкански. Мојот личен мотив е типичен, би рекол, балкански мотив од инает, пошто сакав да стигнам до негде и тој инает, значи, те прави за да работиш цел ден или некогаш 16 часови, 18, не знам колку. И од инает и пошто сакав да стигнам до некаде, значи од кога бев студент во факултет си имав идеја да работам со амерички компании, сакав сегаш да бидам во тој дел на пазарот и мислам дека тоа го стигневме со многу работа и труд. Ние сме во пазар сме веќе 11 години и не беше секогаш како е сега, значи треба да се работи многу години за да достигне успеот, значи не е нешто што се случува преку ноќ. Локман не го мери растот на Lucky Media преку бројот на вработени, туку преку позиционирање на компанијата како елитна дигитална агенција која ќе соработува со топ 10 американски компании во следните 5 години. Неговото патешествие од млад студент до глобален предприемач покажува дека вистинскиот успех доаѓа кога ќе се прифати ризикот, кога ќе се учи од сопствените грешки и кога ќе се оди по сопствениот пат без да се чека идеален момент. Приказната на Локман е доказ дека со визија, посветеност и храброст можеш да изградиш нешто глобално и од мал град, а неговиот совет е едноставен но моќен. Стартувај веднаш, бидејќи секоја акција денес е камен темелник за твојот утрешен успех.